Благодарам, почитувана председателке, почитувана македонска јавност, медиуми и колеги. Денес, додека ја разгледуваме точката за утврдување предлог за избор на судии на Уставниот суд на Република Македонија, сметам дека најмногу треба да се осврнеме на самостојноста и независноста на Уставниот суд како основни предуслови за остварувањето на функцијата на Уставниот суд како заштитник на уставноста и законитоста. Од тука сметам дека денес треба да предложиме кандидати за уставни судии за кои сме убедени дека ќе се раководат од основното начело независност на уставното судство. Тоа значи дека нашите предлог кандидати од една страна треба да ја гарантираат институционалната независност на Уставниот суд на Република Македонија, а при тоа да гарантираат и дека ќе бидат и индивидуално независни. Кога велам дека идните уставни судии треба да ја гарантираат индивидуалната независност, мислам на нивното однесување кое е поврзано со нивната автономија. Гаранциите на институционалната независност на Уставниот суд и гаранциите на индивидуалната независност на уставните судии се неопходни и значајни, но сепак тие самите по себе не се доволен предуслов за практицирање на принципот на независност. Уште поважен е моралниот лик, свеста и совеста на судиите и нивната способност да ги совладаат и да им одолеат на сите притисоци. На крајот на денот, од уставните судии зависи квалитетот и издржаноста на одлуките кои ги донесува Уставниот суд. Во оваа насока, поаѓајќи од искуството на предложените кандидати, достигнувањата во областа на правото и судството, како и бројот на објавените трудови во меѓународните научни списанија во земјава и странство, сметам дека професор доктор Родна Живковска заслужува да биде уставен судија во Уставниот суд на Република Македонија. Доктор Родна Живковска е редовен професор на Правниот факултет Јустинијан I на Универзитетот Свети Кирил и Методи на научната област Граѓанско материјално право. За редовен професор е избрана во 2006 година. Исто така одржува настава по предметот Граѓанско право и на Градежниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи на мастер студиите по менаџмент со недвижности. Она што мене лично ми остави впечаток од биографијата на доктор Родна Живковска е податокот дека заради постигнати значајни резултати како предавач во Академијата за судии и јавни обвинители, во 2012 година е прогласена за најдобар предавач со оценка 4,8. Понатаму, како предавач на Академијата за судии и јавни обвинители, Живковска редовно одржува часови во рамките на континуираната обука на судиите на сите апелациони подрачја во Република Македонија. Денес доктор Родна Живковска, освен работните обврски како редовен професор, е сенатор во Универзитетскиот сенат при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Била раководител на катедрата за граѓанско право на Правниот факултет Јустинијан I. Долгогодишната академска кариера на доктор Родна Живковска е закитена со многубројни трудови во меѓународни научни списанија и публикации во земјава и странство, како и повеќе монографии, учебници, учебни помагала и бројни коментари на закони. Биографијата на професор доктор Родна Живковска говори и за огромното искуство како председател или член на повеќе комисии, совети и управни одбори. Пред нас имаме кандидат кој заслужува поддршка заради сето она што говорев досега. Ќе го дополнам и со податоците дека Живковска учествувала и во повеќе работни групи и комисии за изработка на закони и други правни акти, а има изработено и голем број на експертски правни мислења од областа на стварно правните односи, посебно поврзани со стекнувањето и заштита на правото на сопственост. Почитувана македонска јавност, врз основа на она што досега го говорев, сметам дека пред нас имаме истакнат правник, чие искуство убедена сум дека ќе биде од полза во унапредувањето на имиџот и достоинството на Уставниот суд. Јас искрено жалам колегите од мнозинството се присутни во сосема мал број, за да слушнат зошто ја предлагаме професор доктор Родна Живковска за уставен судија.
Очекував на комисијава да имаме една навистина плодна дебата, која би наликувала на надпревар на аргументи за или против кандидатите, се со цел да избереме најквалитетен кадар кој ќе ја штити уставноста и законитоста во оваа држава. Но што е, тука е. Од луѓе кои креваат рака за изгласување на непознат дневен ред, од луѓе кои не гласаа за да видиме докаде сме со европските интегративни процеси, единствено што се очекува е слепата послушност на партиските насоки. Имаме многу важна тема денес, која всушност е универзална, затоа што, иако е фокусирана на Уставниот суд, истовремено се однесува на судиите и судовите воопшто. Имавме содржајна и корисна дискусија овде, за жал, речиси без соговорници од другата страна, но со вклучена јавност за да види и да посведочи кој е заинтересиран за компетенциите на луѓето што ги предлагаме, а кој за партиски послушници. Независноста почитува, промовира, се освојува, се практикува и се брани. Судиите и судовите мора да бидат независни. Независноста налага судството, односно судиите, да не смеат да бидат во подредена положба во однос на власта. Колку предлозите за уставни судии ќе бидат независни од власта, можеме да констатираме однапред, од денешниот ден, од неприсуството на колегите од власта и од нивната незаинтересираност по однос на вака клучни теми за македонското судство. Жалам што немавме можност да поразговараме и лично со предложените кандидати, отцврсто да се увериме кој од нив најдобро ќе ја штити уставноста и законитоста. И кога веќе имаше обиди овде за да се прават некакви споредби, на едната страна ја имаме професор доктор Родна Живковска со сета своја стручност, со сите своји објавени трудови и досегашното работно искуство, а на другата страна ја имаме, например, некоја Тања Васич-Бозаджиевска, за која ни Google не знае кога дипломирала, каде дипломирала и дали воопшто дипломирала. Можеби затоа се избегнува лично представување и соочување овде. Може на студентката Тања и е непријатно да ја погледне во очи својата професорка Родна Живковска. Ние имаме право да се сомневаме во тоа, нели? Понатаму, според вас, колеги од мнозинството, дали најмалку познатата меѓу истакните правници заслужува да биде уставен суд? Јас не сакам да должам многу, очекувам и се надевам дека ќе избереме уставни судии кои во иднина ќе послужат како позитивен пример и пракса за конечно да ја искорениме досегашната страшна реалност за уставни судии да се избираат личности кои неуставно се однесуваат и од нашите примери студентите во светот да учат како не треба. Ви благодарам. Ви благодарам, почитувана пратеничке Петковска. Следна за збор е почитуваната колешка Елипанова. Повелете, колешке. Почитувани колеги пратеници, жалам што би требало да дебатираме на оваа толку битна тема пред празна сала.